Повисоките цени на рафтовите и на пазарите ја намалија потрошувачката, велат граѓаните. Дел од нив изјавија дека почнале со штедење. Не се купува како порано, односно се откажуваат од навики кои не се луксус, но сепак го празнат домашниот буџет. Забележувате ли поскапување? Има. На што најмногу? На све. Се плашите ли дека ќе продолжи овој тренд? Обавезно. Нема крај. Не гледам, не ме интересира. Ја долазам месечно и така да немам појма. Се плашите ли дека ќе продолжи трендот на поскапување? Појма нема, да кажем зависи од владе. Добар ден, да ве прашаме како се движат денеска цените, има ли поскапување? Па има, тоа нормално е. Се плашите ли дека ќе продолжи овој тренд на поскапување? Како што иде ситуацијава, веројатно ќе има поскапување. На тешко ќе иде, нема да иде на полесно, само на потешко. Тоа е се до влада, не е до нас. Како ќе се справам ја? Ако имам ќе купам, ако немам нема да купам. Забележавте ли поскапување? Не, све е супер. Економистите предупредуваат дека растичкиот тренд на цените дополнително ќе го намали животниот стандард, особено кај семејствата со пониски примања. Економистот и аналитичар Арбен Халили смета дека надлежните веќе треба да размислуваат за активирање на државните резерви со цел да не се набавува храна по повисока откупна цена. Големувањето на цените често е резултат на паника, а паниката придонесува до зголемување на инфлацијата. Така да може одредени сектори веќе имат залии со претходни цени и тие малце не само економски, туку и човечки треба да размислат да не ги зголемат денес цените, но секако дека секоја нова набавка од страна на компаниите ќе значи набавка со нова цена. И тоа во пазарот ствара паника, така да не гледам друг долгорочен излез во моментов освен искористувањето на државните резерви. Кризата на Блискиот Исток доведе до раст на енергенсите, што влијае и врз цените на останатите производи. Од Државниот пазарен инспекторат деновиве изјавија дека испитуваат дали се оправдани поскапувањата на одредени производи, па за евентуални злоупотреби ќе информираат откако ќе завршат со деталните анализи. Од Министерството за економија пак велат дека досега до нив не стигнал извештајот од Државниот пазарен инспекторат и дека конкретни чекори евентуално ќе има откако ќе се знае дали трговците направиле злоупотреби.